Инфлацијата во март годинава споредбено со претходниот месец февруари е намалена за 1,3%, покажаа последните податоци на Државниот завод за статистика. Намалувањето е резултат на намалување на трошоците на живот во групите храна и безалкохолни пијалоци за 3,0%, транспорт за 1,8%, алкохолни пијалоци, тутун и наркотици за 0,5% и разновидни стоки и услуги за 0,3%. Согласно овој, министерот за економија и труд Бесер Дурмиши посочи дека цените на основните прехранбени производи се стабилизираат и намалуваат. Мерките на Министерството за економија и труд даваат резултати. Цените на основните прехранбени производи се стабилизираат и намалуваат. На годишно ниво во март 2025, во споредба со март 2024, инфлацијата мерена преку трошоците за живот изнесува 2,7%. Континуирано работиме на мерки за подобрување на стандардот на граѓаните и стабилизација на цените, напиша министерот Дурмиши. Но од друга страна, граѓаните на терен не гледаат значителни разлики во цените на производите. Иако овој месец на сметка ги добија и покачените пензии, сепак велат дека не се чувствува, бидејќи постојано растат и цените на производите. Дел од повозрасните анкетирани граѓани во Штип излез за младите од ваквата ситуација со цените, гледаат во барање работа надвор од границите на државата. Верувам. Чисто сумно да е намалено нешто. Ако е намалено, минимално, али не верувам. Цените се тие, колку се одам, тие се цени исти. Оддамна се тие цени и не е. Пензиите на Грција ујде ново инфлацијата. Многу издеја парите ги издеја. Ојде во вие младите за нас старите веќе ние ојдеме со пензии на внука, на тие мора да даеш нешто да остае и за ни, а за вас младите тешко ќе биде. Младите што може да бега од тука, тоа ќе ве спаси удара. Тука екзистенција нема за младите. Нема, не верувам тоа да има. Тешко ќе биде. Па јас не гледам дека се многу намалено. Не сум забележила, ама нешто ситно, да, качија ги точно. Меѓутоа цените не ги изедеа. Пред време што скачени. Качите ги пензиите, ама не ги качувате цените, па да осетиме ние дека на рад да си купиме нешто. Да живееме послободно. Владата на предлог на Министерството за економија и труд донесе одлука за ограничување на профитната бруто маржа на 102 групи со основни прехранбени производи, како и одлука за утврдување највисоки цени на 8 групи со основни прехранбени производи. Овие две одлуки стапија на сила на 20 февруари и ќе важат до 30 април 2025 година.